Јас сум Јулијана Левенска Ставрова, основач и собственик на Друштвото за книговодствени услуги Консалтинг Плюс. Друштвото е формирано во далечната 1993 година и тоа беа тешки времиња, бидејќи тогаш почнаа да се формираат приватни компании и всушност не знаевме каков е патот по кој што ќе чекориме. Во тоа време имав можност да се вработам во неколку државни компании, но сепак предизвикот за мене беше голем да отворам свој бизнис. Почетокот беше многу тежок, бидејќи имавме еден или двајца клиенти и тешко можевме да ги покриваме трошоците кои што произлегуваа од нашето работење, но со текот на времето клиентите го видоа нашиот квалитет и нашето внимание кое што им го посветувавме секојдневно за решавање на нивните проблеми. Така да од мала компанија прерасна во компанија која што дава книговодствени услуги за голем број фирми од различни дејности. Сега можам да кажам дека нашата работа е доста одговорна, дека мораме секојдневно да ги следиме законските прописи и регулативи, кои што, како што знаете, кај нас во последните години имаат чести промени. Мораме на време да бидеме информирани како би ги известили нашите клиенти, а сето тоа бара редовно посетување на семинари и обуки, читање на стручна литература. Исто така мора да се следат и новите технолошки процеси, односно треба да поседуваме најнови хардвери, софтвери, секогаш ги менуваме, надоградуваме во однос на барањето на клиентите. И секако ова немаше да биде можно без поддршка од фамилијата, бидејќи нашата работа е поврзана со рокови во кои што даваме извештаи и разни финансиски документи до Управата за јавни приходи, од кои што рокови нема отстапување. Значи мора да се има поддршка од фамилијата. Јас имав голема поддршка од мојот сопруг, кој што имаше разбирање за моето често отсуство и стварно ми ја даваше најголемата поддршка. Мојата порака што би била: следете ги своите желби секогаш, одете по патот кој што сте го замислиле. Тој пат може да биде исполнет со многу камења, пречки, пат кој што може некогаш да ве натера да паднете, но не се откажувајте, подигнете се и продолжете да си ја следите својата цел. За успешна работа секогаш морате најпрвин да ја сакате работата која што ја работите, морате многу да бидете посветени и со сериозност да пристапувате кон целта што ви е предодредена од вас. Менувајте искуства со жени или други особи од вашиот сектор, како би можеби ќе научите нешто ново од нив, они од вас.